почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството. По една година влада на ВМРО ДПМН, резултатите од работењето и политиките кои се носат јасно укажуваат дека владата и премиерот Мицкоски целосно го имаат напуштено патот кон Европската унија. Ова говорат сите факти во однос на реформите, за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Ова го гледаме во извештајот на Европската унија, кој јасно ги детектира сите проблеми кои ги создава владата, а СДСМ цела година ги посочува и укажува за тие проблеми во јавноста. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската унија. Министерство за економија нула реформи, Министерство за правда нула закони цела година, Министерство за енергетика нула проекти, еден закон кој што на крајот со амандмани е направен спротивно на препораките на Европската унија, Министерство за дигитализација единствено тоа, и тоа се реформи кои што се практично подготвени во наше време и сега нешто успеа да испорачаат. Огромни суми на пари достапни од ЕУ не се искористени, што од неспособност, што од немање интерес на оваа влада. Очигледно е дека повеќе се интересираат за скапите кредити наместо за бесплатните средства кои се поддршка за реформите, кои ги бараат граѓаните. Имаме историски најслаба реализација на тие реформи, што јасно укажува дека реформи со оваа власт во држава нема да има. Понатаму, новиот извештај на Европскиот парламент е практично најлошата оценка што нашата земја ја добила изминатите повеќе од една деценија. Во извештајот јасно се посочува загриженост за нападите врз новинарите, мизогинија, неказнивост и се поголемо ширење на омраза и дезинформации. Кога пред неколку месеци јас јасно порачав дека оваа влада храбро чекори кон авторитаризам, тогаш премиерот се чудеше, прашуваше зошто, зошто сега и Европската унија тоа го коментира. Понатаму, особено опасно тоа што представници на владата поддржуваат идеи и концепти кои што се практично антиевропски. Ова го нотира извештајот преку формулацијата дека владата поддржува така наречен српски свет, а Европската унија го осудува присуството на средби и состаноци на кои се кројат планови за воспоставување на сфери на влијание и поткопување на суверенитетот на други земји и стабилноста на регионот во целост. СДСМ од првиот ден говореше дека оваа влада ја става државата во заложништво на други држави. Покрај опасното задолжување со директни заеми, политиките се водат под диктат на други земји кои имаат преголемо влијание врз оваа влада, а сега тоа се повеќе се гледа и практично се потврдува. Во извештајот јасно стои дека Северна Македонија е тешко погодена од странско мешање и дезинформацијски кампањи, вклучувајте хибридни закани, стратешка корупција, сомнителни финансиски текови и принудни инвестициски практики, особено со потекло од Русија и од Кина. Понатаму, се говори дека Европската унија е алармирана за улогите на Унгарија и на Србија во унапредување и ширење на геополитичките цели на Русија и Кина на Балканот. Во тој контекст во извештајот се забележува ризик од зависност од Кина преку асиметрични заеми, како што е последниот заем од Унгарија, за кој се чини дека е набавен од Кина, за кој што ние исто така сосем на време на почетокот предупредува. Владата понатаму ја изолираше Македонија, која единствена се воздржа од гласање за Европската резолуција за Украина. И тоа е практично дипломатски срам и дипломатски скандал, кој го нотираат сите стратешки партнери, а сега стои во извештајот. Јасно укажавме дека за прв пат Македонија гласа надвор од контекстот на заедничка, безбедносна и надворешна политика со Европската унија. Очигледно е дека во ВМРО ДПМН подолго време имаат увид
дека ваков ќе биде извештајот, каде Европската Унија практично со длабоко разочарување и многу директно истакнува дека македонската влада е сега за прв пат неусогласена со заедничката безбедносна и надворешна политика на Европската Унија. Знаејќи ги сите овие сериозни критики од Европската Унија, ВМРО-ДПМН што прави, реактуализира националистички теми со цел да ги поклопи овие критики од Европската Унија. Такви теми им одговараат, практично се игра пинг-понг со бугарските власти, нешто што може би им одговара на двете страни за да ги зајакнат своите позиции само на домашен терен. Ако до вчера единствен услов за продолжување на европскиот пат беа добрососедските односи и затворање на прашањата со соседите, сега на површина излегуваат многу посериозни теми и Македонија веќе во очите на многу држави во Европската Унија е перцепирана како држава која поддржува геополитички и регионални интереси на држави како Србија, Унгарија, Русија и Кина. И овде дома ние сега треба сите да си го поставиме прашањето. Дали со ваквите потези, кои се прецизно нотирани во извештајот на Европската Унија, европската интеграција останува само декларативна заложба на владата и на ВМРО-ДПМН или може би работат на некоја нова алтернатива, нов правец за кој што се движиме. И благодарам.